Се обидува ли лидерот на СДСМ Зоран Заев да го пресели капиталот во странство за да не одговара за криминал? Александар Николовски од ВМРО ДПМНЕ обвинува дека семејството на поранешниот премиер по брза постапка го сели капиталот и фирмите во Бугарија. Згоре на тоа, уште овие компании потоа се јавуваат како наводни странски инвеститори во нашата земја. Николовски тврди дека роднините на лидерот на СДСМ се појавуваат како сопственици на фирми во најмалку 2 држави, од кои едната е Бугарија. Тој вели дека 3 компании на семејството на Заев биле формирани во Бугарија откако тој станал премиер, но презентираше и документи од кои се гледа дека биле регистрирани уште 2 фирми, и тоа лани, веднаш по претседателските избори и пред обелоданување на случајот Рекет. Според него сомнително е тоа што Заев со години не одговара за потеклото на неговиот имот и дека не се познати намерите што ќе прави со овие фирми по изборите. Сето ова отвара прашања во однос на тоа какви се намерите на семејството Заев и после поразот на парламентарните избори, свесни дека ќе треба да одговараат за сторените криминал и корупција кои што ги направија во изминатиот скоро 4 годишен период на власт. И второ го поставува логичното прашање: зошто во текот на целата кампања Зоран Заев не одговори на моето прашање? А тоа е: дали е во состојба да го докаже потеклото на сопствениот капитал и потеклото на капиталот на неговото семејство? Инаку семејството на лидерот на СДСМ поседува повеќе фирми кои успешно функционираат во повеќе сектори. Поранешниот премиер официјално во анкетниот лист пријавил дека поседува имот во вкупна вредност од 730.000 евра. Поголем дел е впишан како имот на неговите родители, сопруга, како и банкарски депозити. На веб страницата на Државната комисија за спречување корупција во категоријата за податоци од анкетните листови за имотната состојба на функционерите, за името на екс-премиерот Заев нема податоци.